17-годишниот мотоциклист се здобил со тешки телесни повреди откако изгубил контрола над моторот што го управувал и удрил во возило Цитроен на улицата Теодосиј Паунов во Кочани. Поради сериозните повреди со кои се здобил од ударот по укажаната лекарска помош во Кочанската болница, малолетното момче итно препратено на лекување во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Во овој период зачестија незгодите со мотоциклисти. Во текот на изминатиот викенд случајна е една сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило и мопед, во која учесникот, возачот на мопедот, се здобил со телесна повреда, која што е констатирана во клиничката болница во Штип и по укажаната лекарска помош е пуштен на домашно лекување. Грижа или негрижа на родителите, еден од факторите кои од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата го посочуваат како причина за овие сообраќајни незгоди, е попустливоста на родителите кон своите деца на кои им купуваат скапи играчки и им дозволуваат да ги возат без претходна обука или доволно години изложувајќи ги на опасност. Причината за ваквата појава лежи во фактот што се должи на фактот што кај родителите недостасува чувство на одговорност дека нивните деца може потенцијално да настрадат во сообраќајна незгода. Кај нив превладува перцепција дека тие не би можеле потенцијално да настрадат во сообраќајна незгода, за жал се додека таа не се случи, а потоа последиците се многу касни. Затоа потребно да се действува превентивно, навремено и да се почитува законската регулатива со цел за безбеден сообраќај за сите. Со патнички на мотор повредени во сообраќајни незгоди, повредени мотоциклисти во судри со патнички или товарни возила, слетување на мотоциклисти од пат, сообраќајка со фатални последици, мотоциклист загина во близина на Штип. Ова е реалната состојба на патиштата на источниот регион, што мотоциклистите ги вбројува во ризичната категорија на учесници во сообраќајот.